Господине, добар ви ден. Дали може кратка анкета? Ајде, повелете. Во собранието беше изгласан законот за ратификација на договорот помеѓу Македонија и Велика Британија. Овој договор е од историско значење за Македонија, рече вице-премиерот Александар Николовски. Дефинитивно е така. Тоа е историски ден. Ама историски ден беше кога го донесовме првиот устав. Историски ден кога станавме независна држава. Историски ден беше кога станавме членка на Обединетите нации под кратенката БРМ. Историски ден беше кога Америка не призна под уставно име и после го папавме у Букурешт, али нема везе. Историски ден беше кога станавме Северна Македонија. Историски ден беше кога станавме членки на НАТО. Историски ден беше кога Груевски кидна за Будимпешта. Историски ден беше кога ВМРО и Вреди го симнаа Дуи. Историски ден е кога го подпишавме договорот со Британија за кредит со камата. Добро, доста редите, ајде. Не, морам да продолжам. Историски ден исто така беше кога Мицковски им кажа на европејците дека нема лабава со нас. Историски ден беше кога Мицковски присуствуваше на инаугурацијата на Трамп. И во иднина ќе имаме уште десетици нови историски денови. Например, кога ќе биде пуштен во промет возот што ќе се движи 160 км на час од Битола до Скопје ќе се патува за саат и пол и тоа ќе биде историски ден. Мислам, Добро, господине, ајде, сега јас си отидов сега. ама е ваке. И сега што ќе се, значи историски ден беше и ќе биде кога ќе станеме членка на Европската унија. Па здравје историски. Премиерот Мицковски нема ништо против информатичар да стане министер за здравство. А зашто би има? Па информатичар, министер за здравство. Абе, дечко, па тоа се поврзани професии? Како се поврзани тие професии? Сега ќе ти кажам. Дали докторите користат лаптопи? Користат, Дали кооперираат, гледаат у монитор? гледаат, Дали у джиповите сегде имаат мобилни телефони? имаат. Дали лаптоп, мобилен телефон, монитор не е технологија информатика? Значи информатичарот Алиу слободно може да стане министер за здравје, а тие што не се служуваат, тие се нездрави. На 28 мај минатата година беше конституиран новиот собраниски состав, деновиве прославивме една година од тој голем ден. Да, на 28 мај лани 120 мажи и жени ги огреа сонце за да можат да си лапаат убави плати, убави дневници, да си шетаат по странство, ми речи ти реков. Прашањето ми е дали сте задоволни од работата на собранието? Абе, дечко, задоволна сум што они се задоволни и што се пресрекни. Досегашниот директор на Центарот за управување со кризи, Стојанче Ангелов, е назначен за ВД директор на ДЗС, а Мухамед Али, вработен во ДЗС, е назначен за директор на ЦУК. Па види вака, Стојанче, вака онака се снаоѓа со сите влади. Значи час е со ВМРО, час е со СДС, час е со СДС, час е со ВМРО. Значи вечниот Павле Трајанов добива озбилна конкуренција. Ама е на друга работа, да не се разбереме погрешно. И јас многу си го обожавам Стојанче Ангелов, некако ми е омилен лик, народен човек е и секако ми е подраг од Павле. Чао! Драг господине, добар ви ден, дали кратка анкета може? Добар ден. Јас сум Драги, да, драг господине Драги. Драги, драго ми е. Кафана малце, да, фала, да. Така, што ќе кажете за шамарот што го попи Емануел од Макроница? Значи, како си ме нашол, па ја имам правата информација, бе, човек. Стварно, ајде кажете, ајде да видиме. Па сега ќе ти кажам, значи нашава председателка Гордана Селјановска и е најболја другарка на Брижит Макрон. И се јава на телефон пред неколку дена и вика: "Ало, Брижит, шо правиш бе, кукле?" Овај вика: "Добра сум бе, гоца, ти шо правиш?" Вика: "Ништо, водан држава." "Браво бе," вика, "вау да ти е." Него вика: "Шо правиш ти сега? Кај си движиш? У Париз ли си?" "Не бе," вика, "не сум у Париз, со Емануел сме во авион." Вика, "Многу го поздреш машти, али шо проблеми ни направи со тој францускиот предлог?" Брижит вика: "Не сум информирана бе, шо?" "Абе, осте," вика, "не тера да ги ставиме бугарите во уста," вика, "ја и Мицко сме, многу сме несреќни, многу сме за никаде сме, мислам, али ај сега да не те змарам," вика, "ај пријатно, среќен пат, убав лет, чао, ќе се чуеме кој се вратиш од пат."
И Брижит му се врти на Емануел Макрон и му вика: "Што бели си правил таму со таа Македонија, бе? Гоца е изнервирана, Мицко е изнервиран." И овој почнал да се смее. "А, што се смееш, вика, одговори. Зашто ми ја нервираш, Гоца?" И он ништо, пак се почнал да се смее, или продолжил да се смее, бабша Марчина и тоа е. Ајде бе, така. Живи деца ти кажа, живи тебе све. Добро, добро. МВР ќе потроши 3,8 милиони евра за набавка на опрема и униформи за специјалните полициски единици. Од опозицијата тврдат дека тендерите ги добила новоформирана фирма од Скопје со сопственици од Србија и битолско модно студио со скромен промет. Не верувам ја. Тоа види, опозиција е најболја си ќути. Значи, они да останеа на власт, нашите специјалци знаеш што ќе одеа? У купачи гаќи ќе одеа. А овие земаа кредити, сега ќе се гради. Ако треба и Space Shuttle, овие ќе купат, бе. Па ќе паѓаат провизии. И ние среќни, и британците среќни, лова до крова и за едни и за други, бе. Супер ќе биде. А градоначалничката на Скопје Данела Арсовска откри десетици дивоградби во општина Чаир. Да. А градоначалникот на општина Чаир истори ѓубре пред незината канцеларија во град Скопје. Како тргнале нашите политичари, мене немаме чуди ако почнат и да си мочат пред кабинете, мислам. Али, за Данела свака част. 3,5 години ги преспа, сега се освести, се разбуди и на еден начин станува македонската Јованка Орлеанка. Браво, градоначалнички.